Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Молкот на цела влада на СДСМ, вклучително и на новиот пиун на Зоран Заев Димитар Ковачевски, кој се уште се нема произнесено по ниту едно прашање, па ниту и за продажбата на АД Славија, е само показател дека сакаат АД Славија да ја продадат свесно обезвреднета по цена од оснивачкиот удел од 218.000 евра, а не по пазарна проценета вредност од страна на институциите. Срам, блам и лудило на власта. Целиот имот на АД Славија, уште еднаш да повториме, со се атрактивните земјишта имоти чини над 20 милиони евра. Со овие документи, кои што денеска ќе ги изнесам за јавноста и медиумите, ќе ги демантирам СДСМ во неколку наврати во обидот да се излечат од овој криминален процес во најава со нивни пресконференции. Ова е документ официјален од Централниот регистар, каде што се гледаат годишните приходи и текови на парите на АД Славија. Ова е листинг од обработена годишна сметка од Централен регистар на акционерско друштво Славија. Секоја година АД Славија, еве тоа може да се забележи во овие две колони, 2020-2019 година, има приходи од работењето на самата фирма, на самата компанија, од околу 50 милиони денари. Тоа се околу 70 до 80.000 евра месечно приходи, зависно кој месец, кои што легнуваат на контото на АД Славија. Според нашите информации, во моментов на сметката на АД Славија има околу 6 милиони денари, пари или 100.000 евра, што значи новиот купец, кој што би ја купил за 218.000 евра Славија, доколку не се одложи како што апелираме, би си добили пари на сметка кога ќе ја купи фирмата и акциите и практично некаде може да му се фати и за 100.000 евра да купи таква компанија, бидејќи нели ќе му се вратат овие 100.000 евра на сметка. Од друга страна, во делот на пасивата во годишната сметка, тоа е овој дел, може јасно да се види дека обврските на АД Славија се 253 милиони 271.232 денари или 4,2 милиони евра обврски долг. Како и што рековме на изминатите и претходните пресконференции, не е долгот како што лажеа во владата на оние пресконференции дека бил 17 милиони евра или многу повеќе, долгот е само 4,2 милиони евра. И од тука слободно можеме да посочиме дека и покрај ваков долг, со вакви приходи на годишно ниво, АД Славија со целиот свој имот, земјиште и работење има вредност над 20 милиони евра. Сакам уште еднаш јавно да им порачам да се повлечат од продажбата на АД Славија, која што ја подготвуваат на ваков срамен начин. Фирма која приходува и книжи добивка на годишно ниво не може да биде продадена како фирма која што, например, долгува над 50 милиони евра. Не, оваа фирма долгува само 4,2 милиони евра, приходува секоја година околу 50 милиони денари, има на сметка 100.000 евра, има имот земјиште и целокупен имот во акциите околу 20 милиони евра. Навистина е срамота ова, иако не се повлечат од продажбата, некој сериозно ќе одговара. Благодарам, ова беше пресконференцијата. Сега би сакал да одговорам на едно прашање кое што ми беше поставено од страна на телевизија Телма, национална телевизија Телма, став во врска со, односно коментар во врска со ставот на Стево Пендаровски, кој што рекол дека првин ќе чека потписи па ќе го додели мандатот. Би бил краток и јасен, уште еднаш ќе потенцирам дека она кое што го гледаме на релација СДСМ Стево Пендаровски е само еден театар за замајување на јавноста. Така да јасно е тој за чиви интереси одработува и колку е чесен во своите намери и во своето работење. Благодарам.